За само неколку часа дрвокраци од приватен имот на патот кон браната Речани кај Кочани исекли и однеле дури 10 кубици дрва. Експресната сеча од најмалку 30.000 денари крадците ја пакувале во камион кој веројатно на истиот терен тој ден не бил само еднаш. Исечена е главно дабова шума од нива која е сопственост на моето семејство, лоцирана на патот Речани-Враници. Само од мојот имот се однесени околу 10 метри кубни, а најмалку уште толку од околните шуми, исто така во приватна сопственост. Кажа за телевизија Стар Ване Стојанов, сопственик на приватната шума. Како е можно толку голема кражба да остане незабележана од Речани па се до Кочани е прашање исто како што и се случува ширум целата држава. Неконтролираната сеча на шума во државата, особено во источниот регион, е со големи и далекусежни последици за сите. Веќе ќе почнат да се појавуваат се повеќе и повеќе ерозивни површини, ќе се изгуби многу површина од шумата, ерозијата ќе предизвика штета на урбаните средини, на земјоделските површини, на квалитетот на водата, на количината на вода и така натака, и ќе го загрози животот на луѓе. Во Македонија шумите без контрола се сечат како никогаш и никаде досега, а на терен има одвај околу 300 шумски чувари. Знаеме дека со мали ингеренции и со лоши услови за работа не можат да се борат против нешто што е организирано и многу поголемо од самата служба внатре. Затоа ќе инсистирам понатаму во соработка со владата и со останатите институции да се обезбеди непречена работа и подобри услови за луѓето кои што работат на терен. Анализите покажуваат дека за 10 години во Македонија се уништени над 38.000 хектари шума. Во источниот регион најголеми последици има на Плачковица, но ништо подобра состојбата не е ниту на Осоговските и Малешевските планини.